Очајанка со Радио Милева. Добро вечер и добре дојдовте во второто издание на нашата Очајанка со Радио Милева, каде што одговараме на вашите проблеми на сосема нестручен начин. Со мене тука се Јана Јакимовска, Ирена Цветкович, ние сме трите Милеви, јас сум Румена, но како што ви најавивме во претходната епизода како да се биде маж, со нас вечерва имаме и гости мажи, кои што исто така нестручно ќе одговараат на вашите проблеми. Едниот е Игор Стефановски, здраво Игор. Здраво. А вториот е Виктор Бучковски. Здраво и од мене. Како оди ова? Ја оставам чајчето на маса. И од тоа што ни праќавте вие поплаки и слично, јас ги читам, па потоа даваме совети. Првото, дали сте спремни? Ајде. Драги очајанки, фала ви за оваа иницијатива дека ми треба помош. Заљубени сме со девојка ми и пред некоја ноќ се обидовме да водиме љубов за прв пат. Она имала досега едно лошо искуство, сюрприз. А ова мене ми беше прво. Ама во полна темница не можев ниту да го ставам кондомот, ниту да ја завршиме работата како што треба. Испадна многу оквард. Па сега само довербата ми е на нула и не знам како да биде успешно следен пат, дека многу сакам. И завршува со едно помош. Многу ми се допаѓа. Шифра ноќна птица. Па еве, што би кажале, како да му помогнеме на овој човек? Јас се радувам дека проблемот е решлив. Прво да почнеме од таму. Може да се земе некоја сјалица, првично која што малце ќе ја пригуши атмосферата, не мора да е толку мрачно, бидејќи сепак се сакаат и сакаат да си гледаат своите лица додека уживаат во тој прекрасен чин имањето на секс. Но за да бидеш ти 100% сигурен дека следниот пат ќе биде успешно, може да си купиш 3-4 пакетчиња и да си вежбаш вечерта, ако сте договорени дека ќе имате секс, да си дојдеш дома, зависно дали одиш во школа, на факултет или работа, во една комотна атмосфера каде што ќе бидеш сам и да го отвориш кондомот, значи горе имаш рецка, да видиш кај е рецката за да не ти прави паника страната, да дувнеш на таа страна на која што ќе искочи како мало балонче, таа е вистинската страна, да го свртиш кондомот и да си го ставиш на сопствениот пенис. Така да мислам дека ова ќе ти го реши проблемот, истовремено можеш да бидеш и комотен да разговараш со девојката ти на таа тема, бидејќи убаво би било да го поделите притисокот. Кога ќе го поделите притисокот и тебе ќе ти биде полесно да бидеш со неа, а и она ќе биде среќна дека ти немаш паника. Така да, тоа е советот од моја страна. Шубаво како ти кажи. Одличен. Ако можам само да додадаме на работа, тоа е тој момент дека е полна темница, малце ме заинтересира, бидејќи вие сте заљубени, ти го спомна тоа. И сега незиното лошо искуство претходно, можеби она не се осеќа доволно, значи сакам да кажам дека можеби не си ти крив од оваа гледна точка. Ја можам да ти кажам дека сум имал и катастрофални и јас исто. Да, ама и Лига шампиони. Значи се случува се, ама проблемот е го разбирам неговиот глас, бидејќи кога си помлад и се е околу сексот кај нас и јачината на колку си ти добар. Да. И значи разбирам зашто му е на нула само довербата, ама овој совет заедно со тоа да ја кажеш слушај може ли малку светлост да видам, не е тоа, мислам ова не е порнофилм и не е се осветлено, па тука знаат што прават, па така што штом ти е прв пат, биди искрен, слушај, не можам да не знам што правам. Нема да се сакате, нема да имате никаков проблем, така што само напред. Може да само нема вежбање. очекувања. Мислам, во сексот во принцип може да биде и трапава работа. Да. Работа со тело е, не е како на филм што гледаме изрежирана сцена во која се тече и делува веројатно на ниво на танц. Може Така. да биде и оквард и тоа е се окей. Да. А впрочем, не ги бираме партнерите, особено кога не сме имале досега, до тога што ни односи, со некакви спремни очекувања, ги бираме ради нешто друго што ни се допаднало кај нив, така што тоа е секогаш мотив да не се очајува, иако сме во очајанка, ова прашање, туку само храбра напред. Така е. Само вежбање. Јас сакам да кажам исто дека никад немаше да ми текне дека треба да вежбаш. Сикам не кажеш таков совет немаше да дадам, вежбај. Ама ова е машки Добро. совет. Да, И ова е затоа. добра чашка за лапање, ако сакаш да вежбаш Па така правевме ние како деца. или така орално задоволување исто можеш да пробаш да вежбаш на оваа чашка, исто може да ти се најде така една мала чашка. Мене вака не ми изгледа, ама не знам сега. Не знам, јас имам од големите, да не ви кажам за што вежбање може да биде.
сакам уште нешто да кажам на оваа тема, а тоа е темницата и девојките и таа несигурноста на жените за сопствените тела, идејата за тој male gaze, нели, дека они се цело време се чувствуваат како да се исто како да се во некаков перформанс. Така што еве би ги охрабрила девојчињата малку да поработат на самодовербата што се однесува до нивните тела, затоа што затоа била исклучена светлината сигурно. Океј, добро ни оди. Ајде да видиме. Ајде веќе кога сме кај секс. Дека сите не се за тоа. Драги милеви, сакам да споделам со вас нешто што ми се случи со еден дечко со кој имав секс и после тоа муабетот со другарките. Значи, првиот мој дечко со кој изгубив невиност беше многу добар во кревет и одма откако ќе свршеше ставаше нов кондом и продолжувавме. Значи, овој бил вежбач. Лига шампиони. Така беше стално, па така кога раскинавме и требаше да имам секс со вториот, се извадив од памет кога откако се соблеков му падна. Упс. Многу се навредив. И се облеков и си отидов во другата соба. Он ми се извинуваше, ама типот претходно ми се фалеше колку ебел и колку он бил супер и многу бил директен и искрен. Ми рече кога ми се извинуваше, те молам да не сум им кажувала на другарките. Јас имам уште 2 другарки со кои си кажуваме све. Така да му реков дека пошто он многу сакал искреност, дефинитивно ќе им кажам на другарките. На другарките им кажав во порака и нешто не ми изреагира најдобро. Ме интересира што мислите вие. Ние, ова е... Зашто мислам дека вика? е женско, што прашува. Ја мислам дека вие треба први да Ќе бидете. кажеме и ние, ама вие имате предност. Ајде, вие имате предност. Па ова е сепак женски глас, така? Да, има врска. лизгав. Еве, ставете се во Женски машкото глас. Прво, субство. па лизгав терен, значи не се истрчувај. Ој како некаков коментатор. Коментар, значи не може да се Значи не може да избориш колку добро ебеш пред да сте имале вие секс. Значи тоа е апсолутна една грешка заради тоа што ти си ставаш некое идно нешто што може да те прави анксиозен во тој момент. И сега ти цело време размислуваш на тоа како ќе ебеш, а вден не почнало ништо тука. Значи тоа е првата грешка што си ја направил. Во однос на тоа мислам дека лесно го решаваш. Втората работа е што после почнал да се лигавиш после премногу. Значи нема шанси ти ова што си го зборел првично да било вистинито ако толку после си станал лигав. И треба да сватиш дека сексот го имаш за себе, а го немаш за другарите да им се представиш колку добар дупар си. Тоа никад не работи, заради тоа што како што девојките ќе го поделат срамот со другарките, ти никогаш нема да се охрабриш да го поделиш срамот со другарите. Да, мислам дека да, ние сега го зборуваме за мажот, ама мислам дека прашањето е од жената. Од девојката е Да, прашањето, прашањето е Ако што, кажете како? вие и за тој, затоа што супер. сигурно И имало ова е вакви точно. што... Да, има, Тој апсолутно. може би и не слуша исто, не знаеме. Види, да, ама сега прво, секој е различен, така, различна биологија, различни ла, на некој им се држи, значи ние кога бевме, Точно. ја кога бев твоја возраст, можам да кажам дека Лига шампиони, разбираш. Ама не, знаеш кој е моментот? Супер е тоа, али не за биологијата не зависи од тоа дали ќе се фалиш ти. Да не, за ова се слушам тоа го право. тргаме Тоа е онака. глупост. Тотално го тргаш и ќе видиш како ќе движи. Знаеш како може некое тело те возбудува повеќе, кожата со кожа ти одговара, може кожата со кожа не ти Апсолутно, одговара, апсолутно, као апсолутно. окей е со тоа. Не, ама што му паднал, извини, Да. што му паднал, што му она се соблекла, значи они не ни почнале да се... Како прво она требала исто да каже, ей, by the way, like what the F, ќе правиме или нема да правиме, и не, за мене, жената е многу ретко во грешка кога се работи за машкиот Тоа е, Тоа- мислам дека тоа е проблемот. Прво, идејата дека ерекцијата е некаков успех. Исто, тоа е нормален телесен стимул кој може да го има и да го снема. Исто како сол, закивање, мислам што и да е, секако дека е стимул. Идејата дека зависи од нас, од тоа како жените изгледаат, однесуваат, не е точна, ниту е вина. Меѓутоа, озборувањето понатаму. Да. Мислам дека е една женска микроагресија и дека тоа воопшто не е нешто за кое што јас би рекла браво. Не е Апсолутно. другарски. Не е другарски. не е. Не е Знаеш другарски. како ако можеш да го добиеш ти комплиментот кај другарките дека си многу добар секс партнер, извини, ама и можеш да го добиеш и комплиментот дека, усвари, не комплиментот дека не си. Па добро, ама не мораш да му кажеш еј сега ќе им кажам на другарките. Не мораш да го кажеш. Да. Иако ја не мислам дека сексуалната активност е некаков, не знам, спорт или што е да е, па си добар или не си добар. Како што и рековте има вие, добри и некогаш лош, сум да. добар, некогаш сум лош и ние некогаш сме добри. Зависи некогаш колку си сме- пиел, зависи дали нешто друго си правил, зависи како ти е енергијата, зависи значи на Како и многу се работи. друго во животот, така. Апсолутно. Ама ова со озборувањето,
Зависи која е возраст. Јас памтам како тинејџер, тоа беше најлошото нешто што можеше да ми се случи. Да. Значи, таков страф од, можам да кажам, 16 до некаде раните 20 на факултет па. Значи, ти си машко друштво да те зборуваат, па после тие девојки да кажат на другите машки. Тоа беше... Па не, ова е кастрација реално. Мислам, она ако сакаш еднаш да има секс со овој маж, па нема шанс. Нема да се случи. Тој може со никој више нема да може. После ваква травма ќе им кажам на другарките ќе треба да дојде во мама центарот. Ситуација од пред многу години не идентична, меѓутоа со слична ситуација ваква, која што ми ја раскаже една другарка и сега ќе се цитирам. Јас што ја одговорив, бидејќи таа исто беше изненадана и не знаеше што да прави. Јас само ми реков, јас би му го лапнала. Одличен совет. Тоа е тоа, значи, браво. Одличен. Браво. Зошто не му помогнала? Така е. Кул. Океј, ајде, немаме многу време, па да одиме со тие баш кратките машки пораки. Ајде. Ова е само, тешко е да се биде верен маж. Само тоа? Да. Вау. Сочувство. Да, сочувство. Тешко е да се биде верен маж, дискас, така? Да, тоа е. Talk amongst yourselves. Јас можам да пак зависи од човекот и мислам дека е тешко бидејќи нашето мислам дека е тешко и не е толку тешко. Значи, тешко е бидејќи мислам дека сме реално на некое биохемиско ниво, не сме наменети за моногамија 50 години. Тоа мислам дека е така, но мислам дека исто Само има... мажите или и маже жени? Мислам дека кај мажите, тоа е кај мене сега. Нема да се со тебе да се оваква, дека ќе влезам во вода. Ама мислам дека кај мажите е потешко бидејќи ако се вратиме во праисторија, ние сме тие кои нели целат и we have to sow our seed, така? Тоа е, а жената треба да ја чува. Мислам, сега тие се некои стереотипи и генерализации. Мислам дека е потешко за нас дека јас пред да сум помислил сум веќе погледнал на друга жена што поминува. Значи нема тука кај нас сега доаѓа ќе не ти си веќе се свртел и тоа е. Тоа е animal brain, тоа е reptile brain, тука нема што. Ама исто мислам дека не е тешко бидејќи знам како е да сум бил верен 15 години и поради тоа што мислам дека е одлука. Има момент кај секого во секој милиони тие врски во кафана, во нашанк, има момент кога одлучуваш. Дали јас ја почитувам или ја сакам, особено ако имате деца заедно. Така што тоа е мојот став. И не е. Има сега ќе се надоврзам, бидејќи имаме доста вакви што се слични. Еве, и таман ќе се надоврзаме со ова. Многу мои геј пријатели имаат отворени врски, а јас сум стрейт и би сакала и јас да имам таква врска. Ама мислам дека партнерот ќе полуди ако му кажам. Што да правам? Ова е интересно бидејќи зборуваме сега еве тоа дали што е природно и како. Јас апсолутно не мислам дека мислам дека кондиционирање на мажите на тако однесување, дека тоа го вика дури patriarchal fucking. Во смисла дека тоа е дека мажот постои за да го прави тоа патриархален секс, да пенетрира. Така што тоа е цело една историја како тоа било константно, мислам буквално целото општество е настроено кон тоа. Така што затоа се вели дека на мажите може би ме потешко, бидејќи па нас натираат дека ние тоа треба да го криеме. Ние често тука зборуваме за квир заедницата и така натаму и за квир прашања и прашањето на отварањето на квир врските е многу интересно што еве бракот не е таква институција, меѓутоа многу често квир врските знаат да имаат отворени врски каде што всушност еве не мора да биде верен маж. Едноставно можеш да си отвориш врската, дарлинг. И пак да бидеш верен. Да, и пак да бидеш верен на својата. Не знам што Да, ма мислите тука вие? мислам дека кај конкретнава ситуација проблемот е дека девојката веројатно дека се плаши дека партнерот ќе збесне од љубомора. Тоа е Апсолутно реален проблем. Да. И мислам дека мојот неистручен совет е прво да му понуди да има тројка со друга жена. Апсолутно. Игор, апсолутно. Виктор не ви рекол. Ја тука да се надоврзам дека даде многу професорски одговор, да се надоврзам на професорот за првото прашање, сметам дека апсолутен кукавичлук варањето, изнемирувањето во тој контекст. За вторава комбинација која зборевме за квир врските, значи секогаш мислам дека отворената врска едниот прифаќа заради тоа што многу го сака другиот и дека практично никогаш не се двајцата скроз на чисто во однос на отворената врска.
и као дека едноставно љубовта трансцендира на некое друго ниво. Се вика, ој, ќе те сакам и во оваа верзија, заради тоа што сметам дека ти си човекот личноста за мене, партнерката и така натак. Али оваа прва констелација мислам дека е апсолутен кукавичлук и историскиот тој момент комплетно го отфрлам. И тука се отвора едно сосема друго прашање, кое што мислам дека им се дешава на мажите, еден момент да нив престанува во одреден момент да им биде привлечна нивната сопруга, заради тоа што она е посветена на сите неплатени работи кои што ги прави дома и не му обрнува веќе внимание на него толку, и он сака да искочи едно петокче и саботче и некое цуценце малце да му го обрне вниманието, да му го крене хормонот на среќа и после да се врати да се лигави дома. Така што мислам дека тоа е повеќе форматот во кој што мажите лесно изневеруваат, заради тоа што од кога ќе стане сопругата мајка, он не и помага, она е повеќе посветена на децата и него му фали тоа внимание кој што го имал. Така што апсолутно не го оправдувам изневерувањето у таа. Не, јас тоа што го кажав, да, прашањето беше да би се биде верен. Да, не велам дека е во право си. Ја отидов на малце друга тема околу тоа. Еве како генерацијата Z е конзервативна. Ама беше минатата епизода зборувавме за мажосфера. Да. Например, и затоа викам дека не се баш, да, и ја мислам дека е тоа кондиционирано на некој начин, односно дека идејата дека ке мажите е тоа потешко да бидат верни. Например, во мажосферата постои тоа правило на one way monogamy. Да, го имаше со лика. Да. А дали се сеќавате на сцената? Само да го објасниме терминот, Важно. тоа е, да, там на мажот му е дозволено да има излети вон, а жената не. Да, тоа беше. Затоа е од една страна. Само дали се сеќавате на сцената колку е непријатно на девојкава што има прифатено one side monogamy, он ја прашува и она као Па не и беше воопшто пријатно, јас да. мислам после ја снемува као ја нема, не се снима више. Јас стварно мислам дека тоа е се договорено, меѓу другото, затоа што тоа е начинот на кој што таа мажосфера прави пари. И она после тоа го оставила. Мислам и не заради тоа што не бил верен, туку дека не ни смее во таа мажосфера. Сега, сакам да само уште нешто да кажам за овие отворените врски. Јас присуствував на многу интересна работилница за отворени врски од страна на Мима Симич. Да кажам, супер. Така. Мима Симич и Марта, заборив како се презиваше жена. Они долго време практикуваат отворени врски, полиаморни врски. Во кој што основната работа која што ја дискутираа тогаш и која што научев на таа работилница беше дека тоа е радикална искреност и комуникација. Значи тоа многу захтева разговори и тешко е. Затоа мислам не сметам дека едниот не сака или се, значи тоа се треба да се искомуницира. Напротив, никој не сме да прави нешто што не сака во известна врска меѓу другото. Да ги цитираме нив две, како рекоа, на почеток мислевме дека кога се решаваат за полиаморна отворена врска, дека на почетокот мислевме дека ќе има многу секс, ама излезе многу зборување. Да. Ама ќе се вратиме пак на комуникација, преска споменавме. Точно, тоа е тоа. Еве уште едно интересно прашање од наш гледач. Што мислите за машката сексуалност како зависност? Без разлика дали се стрейт или геј, кај мажите сексот е константна преокупација. Пример, ритуалното користење на Grindr како дигитална дрога за инстант допамин. И дали мислите дека е во природата на мажот или до индивидуата? PS најдобри сте, срца. И ние те сакаме. Кои да си? Немам искуство со Grindr ти. Немам ја. Стварно не знам. Добро, не мора да Tinder. биде. Не види, ова он тука прашува нашиот слушач. Како го кажа, извини, Што мислите за машката сексуалност како зависност и како константна Како преокупација? Како константна преокупација. Дали мислите дека е во природата или е до индивидуата? Тоа малку го поминавме дека дали е дали е биолошко вродено или е да. Сакаш да почнеш ја почнеш? Па, мислам дека пак ќе се вратам на биохемија на секунда. Бидејќи јас сватив, имав некоја биорезонанца, нешто ми правија и во еден момент за прв пат во живот ми спомнаа дека тестостеронот можеби ми бил низок. И прв пат да слушам ова на 45 години. Викам, добро. И разбирам дека навистина тој хормон, сите тие, исто како и кај жените, можеби овие со многу повисок тестостерон него што требало, стварно реагираат на друг начин и стварно ние на Ювал Нова Харари во втората книга нешто кажува дека ние сме биохемички алгоритам. И ова можеби е поврзано со тоа. Некои стварно се зависни, како со коцкањето што го зборуваше, и стварно не имаат проблем.
а некој не. Ама типично машки проблем е, не може баш тоа Ја мислам нема дека корелација. ова се темели на тоа што едноставно мажите не ги продлабочуваат нивните карактери и дека неговите задоволства се ограничени на 3. Гледам фудбал, имам секс и идам у кафана. Или на грајндера писам. Да, или као што и да, и дека немањето можности да го продлабочиш карактерот и да видиш дека има и други извори на задоволства. Секако сексот е прекрасен извор на задоволство, но дека има и други извори на задоволства во кои што можеш да се впуштиш и во нив да се изгубиш и да се најдеш и повторно да се изгубиш, дека го отфрла од таа позиција дека е строго машки проблем и дека го врзува со едноставно плиткоста на карактерот која што сакаат да негуваат мажите како таква и заради тоа ја има таа обсесија, да речеме, со сексуалноста и имањето секс. А исто интересно е врзувањето, бидејќи се спомнува Grindr, тука и Tinder и веројатно ред други социјални мрежи за дејтање или за брз секс. Просто зависноста од брз допамин на скролање и на свајпање е таа која што се врзува сега со ова другово и прави една веројатно прилично неизгодна комбинација, особено ако сте некој кој што нема доволно други преокупации. Ако немате нешто што ве интересира, ако немате професија, ако немате партнерка, работи кои што суштински ви го исполнуваат времето, да, вие можете лесно да станете зависници од било што ви дава брз допамин. Да. Мислам дека тоа исто е многу Јас мислам битно. дека ќе спомне порнографија всушност. Мислам тоа со Grindr, за тоа не го разбирам тоа Не, машка има едно уште едно сексуална. прашање за порнографија. Немаме баш многу време, само уште нешто сакав да додадам во однос на ова. Мислам дека разликата е помеѓу мажите и жените во оваа ситуација е исто дека мажите не го перцепираат сексот како опасност за разлика од жените. За кој што стварно сексот многу често предизвикува вистинска опасност и страв. Така што стравот од сексот е многу поголем кај жените. Бидејќи се случува насилство, се случува несакана бременост и така натаму и одговорност по тоа, срам или се пред општеството и пред сите. Така што слободата на машката сексуалност и нејзината изразеност мислам дека произлегува и од тие фактори, освен од овие што ги кажавте. И уште нешто, има уште едно кратко, нема пристојно порно. Се согласувам. Нема. Освен вицот со Зајко и волкот. Добро вечер, Зајко. Јас би рекол дека не е тоа точно. Мислам дека има, мислам дека сега тоа е сведено можеби на 0,1%. Ама пред 20 години на факултет имав прашање, есеј требаше да напишеме на оваа тема, цитат зема од феминистки, некоја цитатот беше pornography is the theory, rape is the practice. Ова е од 70 некаде. И само беше дискас. И сега сите машки у клас, what? Нема шанси. Требаше да напишеме есеј 2000 збора на таа тема. Знам дека последните години има жени режисери на порнографија кои го прават порнографијата од женска перспектива. Порнографија, да. Па не само повеќе еротика, ама сепак со, знаеш, со Не, close-ups. има баш со феминистички, close-ups, да. Значи не е мене тоа што ме загрижува, само на кратко, се овие ултра екстремни, значи јас сум ретро тип. Јас сакам да си има прича. Винтидж. Сакам винтидж. А ти сакаш што приказна. Приказна. Ма тоа е Јебе друга га. генерацијата. Јас сакам ретро, сакам да видам како влегле до ситуацијата. Дали е она наставничка. Не можам директно со агресивно и Се тоа разликувал агресивно. според, што се Се, случило. тој муабет. Тоа ме Волен пали. инсталатор. Главата, да не забораваме, мозокот е најголема ерогена зона. Не тука. Се е у глава. Виктор? Ја мислам дека секогаш имало добро порно, не знам, као од кога сум пораснал до денеска, порното секогаш било топ. Не е муабетот за добро. Кој беше зборот? Пристојно. Па добро, за добро се мисли, мислам дека во тој Не, контекст не, јас е. мислам Не само друго. со други Јас мислам ствари. дали е пристојно, дали има бонтон. Па и ја. Има на Игор има Па бонтон. тоа е муабетот. Па тоа е пристојно кај за мене. Само Ја во мислам тие дека винтидж зборува има за многу пристојно. инцест. Не бре, значи добро, не се разбравме. Ве молам кога не ги пишувате баракиве. Внимавајте. Добро, супер беше ова. Не, во смисла дека порното е лошо, дека е лош квалитетот на порно. Јас мислам дека жените различно гледаат на оваа приказна бидејќи се толку објективизирани во. Ама пак не во секоја, значи има, сега е толку екстремно, Да. значи јас како маж, еве, можам да кажам, во прогресијата на интернет порнографијата, ние сме тука од старт, барем јас. Сега, тоа што ни се нуди
моментално е толку агресивно и грозно, тоа е малтретирање, тоа е torture. Епа или не 99% е torture. Ама се пред камера глупо ми беше да реагирам, извина. Ајде, крај, извини што те прекинав, Не, ама не, почнав да не. се смеам. Крајни зборови Толку, ја и немам. завршуваме со очајанката. Крајни Сакаш нешто овкаш? А не, мислам за дека сега ве опрашам дали го гледаш целото, мислам со вовед и стигаш до Не, сакам да кажам дека порано на ВХС гледавме филмови. Немој филм. Значи, само еден краток однос на порното, еден добар совет што го добив кога дете беше, не се соблакај додека не го најдеш вистинското видео. Да не се потрошиш на некои други успатни видеа, значи не се соблакај додека најдеш вистинското видео. Игор го гледа тоа за да знаеме што го интересира што ќе се случи на крај. Дали ќе се снимаш? Чекај, не Дали ќе кажем се дека семат? прво да го гледам цел филм. Сега зборам 97-8 ВХС, ама има приказна. Почнува, значи, глупости сега зборам. Кредити на почеток, Јасно, музика да. имаше. Филм е филм. Филм беше. Така е, филм. Пари трошеа. Ја, мојот омилен филм, еден од Биг Лебовски, еден од филмовете. И во тој филм прави Биг Лебовски муабет со еден порнографер режисер. Да. И он ми вика, веќе немаме пари за приказна, бла. И тоа секогаш го сега се директ, значи овие сцени рилчиња Да. се катастрофални, тоа е стварно грозно. Ја не знам, преска некој спомна, мислам Борис за како е влезено таа екстрема во обичните односи. И тоа е. Да. Многу голема тема, али кога кажа Биг Лебовски, мислам дека има порно што се вика така. Не. Да. Те видов во очи дека мисли дека зборам да е омилен порно. Не, таков немам. Мислам дека порнографија вреди да имаме и цела една епизода. Јас сум скроз про порнографија феминистка, така што не мислам дека сама по себе порнографијата било какво составување на жени. Зборуваме за услови на работа, мислам, Да. во какви услови, кои се продукциските куки, на како се третирани жените, но веќе денес имаме продукциски куки, без разлика дали се водени од жени или мажи. И тоа би било пристојно порно. Тоа би било да. пристојно порно. Во кој што е пристојно порно? Мислам, што би било? Консентот, согласноста. Да се однапред договорени услови и се почитуваат истите. Прекрасна очајанка. Фала ви Штета што многу. завршува. Да. Добро, не беше многу кратка. Ми пролет. Океј, фала ви уште еднаш на вниманието и на вас што се отворивте на вас. вака и на Да, вашите благодарам. фантастични Што нестручни помогнавте, совети, да. Се гледаме во следната.